Ова рано, јануарско утро, пристигнавме на теренот за лов крушје. Терен за лов на крупен дивеч на ловното друштво Руен од Велес. Тука, додека се припремамне за денешниот лов, го правевне планот и се договаравне за денешниот лов. Кој каква задача ќе има, кои ќе бидат терачи и ќе ги поведат загарите, кои ќе бидат чекачи и на кои позиции треба да го чекаат дивечи. Најпрво се полни оружјето, а тоа секако се прави со насочување на оружјето во безбедносен правец, да не би дошло до несакани последици од случајно испукување на зрно од некој од оружјата, бидејќи безбедноста во ловот мора да биде на високо ниво. Носењето портокалови елеци и други обележја за полесно воочување на теренот, исто така спаѓа во опрема за безбедност при ловот, бидејќи успешен лов е кога сите ловци ќе се вратиме безбедни во своите домови. Терачите заедно со кучињата гонечи заминаа од местото од каде треба да го покренат дивечот, додека ние останатите се упативме на позициите за чекање. Почитувани ловци, добре дојдовте назад во емисијата Жива цел. Еве не повторно, денес се јавуваме од теренот за лов на дива свиња крушје, кој се наоѓа помеѓу населените места Џидимирци, Дивле и Крушица. Овој терен е на ловното друштво Руен од Велес. Теренот е обраснат со густа дабова шума, џбунови, идеален за престој на дива свиња. Во моментов сме 6 ловци на терен, значи групата брои 6 ловци, од кои двајца ќе се обидат да го покренат дивечот со кучињата гоничи, додека останатите 4 ќе се распоредиме на теренот и ќе се обидеме да го отстреламе дивечот кој доколку го покренат од шумата. Временските услови се пријатни за лов, времето е тивко, значи површината на земјата е влажна и многу полесно може да се види каде се движи свињата, доколку се движи, доколку ја има на овој терен и дали станува збор за посвежи траги или постари траги. И со така полесно ќе ни биде да лоцираме истата. Останува да видиме што би направиле во текот на денот, па се случиме повторно. Се упатив кон местото каде треба да го чекам дивечот, а некои ловци веќе беа се наместиле на поблиските позиции за чекање. Кратки консултации со ловецот го продолжив патот кон мојата позиција, која воедно е и најоддалечената како позиција за чекање.
Голем број траги од поголема група на диви свињи водат кон длабочините на теренот. А според трагите може да се заклучи дека во групата на диви свињи ги има од најмали до најголеми примероци. Бидејќи сезоната за парење на дивите свињи е во тек, може некаде во близина да наидеме и на вепер самец, кој обично во овој период од годината е во нивна близина. Искачувањето на теренот не е нималку лесно, со сета опрема која носиме на себе, но тоа е ловот, малку напор, малку уживање. Голем број на места риени од дива свиња, а мал простор значи само едно. Тие се некаде во близина. Терачите веќе ги беа пуштиле кучињата гоничи, откако сите чекачи бевне поставени на своите позиции, со што започна и денешниот лов. Може да се слушне како терачите и загарите си го одработуваат својот дел од задачата. Бидејќи конфигурацијата на теренот е таква да со мал број на ловци тешко може да се покрие цел терен, мојата улога денес беше да бидам пасивен чекач, односно да го следам движењето на терачите и загарите од поголемо растојание. Како се искачував кон повисокиот дел од ридот, површината на почвата беше се повеќе изриена од диви свињи. Тоа се места каде дивата свиња бара храна, корења, ларви, семки, желади и слично. На височините на ридовите може да се забележи и слаба магла која може да не го услужни денешниот лов
доколку се спушти на местото каде денес ловиме. Еве ме повторно на местото за чекање, значи од тука ќе се обидам да го стрелам дивечот доколку истиот дојде. Качувајќи се нагоре на теренот, најдов на голем број траги од дива свиња, свежи траги, па се надевам дека терачите, односно кучињата гоничи, ќе го покренат дивечот, како би имале успех, нели? Временските услови се добри, на повисоките места има магла, но се надевам дека истата нема да се спушти на местото каде денес ке ловиме. Доколку тоа се случи, најдобро е да останеме на оние позиции каде сме затекнати од маглата, да не би дошло до губење на самите ловци низ шумата, бидејќи тогаш ја губиме ориентацијата на движење. Тоа е една од опасностите кои може да се соочиме на теренот. Меѓу другото, значи, постојат и неколку други опасности, за кои би сакал да говорам во денешната емисија, а тоа е опасноста од гризнување, значи, на змија, отровница и од стршлен, убот од стршлен. Во Република Македонија постојат два типа на змија отровници, и тоа шарката и поскокот. Тие се змии кои единствени на територија на Македонија, значи кои може да направат компликации со убот од каснување. Доколку се случи такво нешто на одреден на некој од ловците или оние кои се движат низ природата, најдобро е веднаш да се повика брза помош и истите да бидат, нели, примени во некоја од здравствените институции за понатамошен третман. Кога станува збор за стршлените, за од кои сите имаме некој страв, како да кажам, не се секогаш толку опасни, едноставно тие се опасни за оние кои се алергични на убот од инсекти, пчела, оса и слично, и доколку убодот настане во близина на вратот, нели, и на главата. Едноставно, доколку тие што се алергични би требало со себе да си носат адреналинска инекција, бидејќи кога се движат низ природа се оддалечени од цивилизацијата, како да кажам, од населените места каде би можело да биде пружена медицинска помош. Па ќе мора самите, нели, да вбризгаат инекцијата за да го одложат времето на ширење на отровот додека пристигнат во здравствена установа каде ќе бидат подложени на понатамошен третман. Затоа најдобро е да бидеме предпазливи каде се движиме, додека се движиме низ природата, да ги избегнуваме карпестите предели, односно да не седнуваме на карпи, да не со рацете допираме камења, дрвја или слично, бидејќи под камен или под некој дрво може да има некој од тие змии, отровници. Без разлика, значи, дали станува збор за змија, отровница или друга змија, секако третманот завршува, нели, во некоја медицинска установа. Покрај овие опасности што ги наведов сега, постојат и други опасности со кои се соочуваме ние ловците, но за тоа ќе говориме во некој од наредните емисии. Гледајте не.
Полека, движејќи се кон височините на ридот, се приближував кон местото за чекање. Позиција од која би можел безбедно да стрелам, доколку за тоа ми се пружи можност. Ау, вепрът го видях. Да. Отиде надале према раскртните надале по долата. Чапот бе уште го тера надале, го гаѓам, не знам што направив, тука ми изгустава. Да, бе го слуша, го дигна вепрат. Не бе вепрат. Го гаѓам, не ми искочи на страна, ни изгуста, го пука веднаш касаме. Нема наш, не знам кој има доле. Поима нема, ето го надале тера. Ще врати. На раскрсница отиде доле преку тоа, таму го пука, мислам дека. Го пукале еднаш и они, Падна ли бе? Орце ли? Од овде бе слушам, вика, ајде Орце гутеп. Со среќа, да бе, догоре се слуша, као викате. Па добро, со среќа, нека е. Загаро таму ли е? Фатете го. Ако е доле, фатете го, да, фатете го, ја ке се симнам за пола сат, Ајде, чао. Ловот се приближуваше кон својот крај. Загарите прекинаа со лајжите, настана моук. Тишината на теренот беше само навестување дека денешниот лов заврши. По создадената можност да стрелам во див вепер, очигледно среќата денес се закитам со отстрел не ми беше наклонета. Но затоа, тука беше ловецот Орце, кога отстрела веперот и се закити со трофеи. Така е тоа во ловот. Никогаш не се знае на кого ќе му биде наклонета среќата за отстрел на дива свиња. Денес Орце, утре можеби јас, друг ден некој друг. Најбитно од се е дружењето помеѓу нас ловците.
Ovde се спущи. Да, evo. Ovde i ovde, kako si gaknuo sam pisfali. А кај стоиш? Ovde, prikovan. А, од тука таму нуво, браво. Prikovan sam. Ајде се среќа некој. Орце. Bajle, ozgore mi stigna 3 ovde. Со? Свињи? Са бајле? Да. Кога викаше тој, кога квичеше за град? Кога тераше ваму. А, Од таму, па ги стигна кај гробиштата, човекот беше под Карпат. И сега ги нема видови. Горе ги качи, зад тумба овдека, а ја на чошел стоам. Само ја гледам црно, сакаше навака и да слева, нешто сети назад. Дигнав на Орце пучка ловната, ама полно гранчи. Викам, Орце сега ги гледа отстрана веќе. така. Јам не пука. Викам, дали е изместен погоре, викам. И не ги видов веќе свињи. 3. 3. А он после тоа вика срни, бе какви срни, Орце црни као ќумур, викам. Да, свињи, как. Ја викам за дапчиња, иначе викам ловната. Две дранчи имам, белот, супер, мулица стара, од Загреб ја купив. Леле, викам, ајка, шо не слегнаа тука, а на чошето, ми чекам само дека да рипне, бе. Назад. И после загарче од таму тоа што ги тераше, се качи горе, па горе го слушал тоа. Горе? На танко, аха. Отиде па оне на Танколај, скроз горе дивле, па се врати и па го пушти брат ми тука На танко лаеш. и одма го дигна. И право на мене. И сега би бега подолу. Ни лево ни десно, гледам све убаво. Оно под густото, која ми издрипа наеднаш на 3 метра место, и јас само набрзо бам, мавнав еднашка, не можам ни на оптика да Ако фатам. го чуеш гласот, да го држиш скуќе се. Ама ја пазев само што го видов малце на оптика и толку, бам, мавнав и толку не, или немаш можност за втор метак. Нема, да. Ама ево, он добро го среди лорце. Од како од кола ваша. Да. Од тука стоеш. Колку години си ловџијат? Јас сум ловија од 74-та. 74-та. Да. 68 години сум. Да и браво. Имаш уловено свињи доста или? Како? Свињи имаш уловено на капитале секој голем? Па имам, да. Имам слики, фотографии во мојата кола висат. До сега колку е најголем што си уловил? Па килажа? Да. Па едно 170 до 80 кила. Па добре. Голем. А другите помали. Забите кој трофеи ги чуваш или не? Чувам, имам. Чуваш. Пече спара имам. Па добре. Имам еден вакви, имам и поголеми од овие. Честитките од колегите ловци не изостанаа, а насмевката на лицата на ловците кажуваше за расположението на самите ловци. И така дојде времето да после напорниот ден воздивнеме и се одмориме на местото каде се собираме сите ловци. Тоа е местото каде се спрема ловечкиот ручек.
тука секој си ги кажува печатоците и доживувањето од денешниот ловен ден, со добро македонско кафе и друг топол напиток. Вечерно. Моментите поврзани со ловечкиот ручек нема да ги коментирам, бидејќи сликата сама по себе говори. До следното видување ве поздравувам со ловечкиот поздрав со добар поглед.